Во болницата Макасет во источен Ерусалим, соба полна со палестинки од Газа и нивните бебиња. Една од мајките забременила со близнаци по 7 години неплодност, но кога развила компликации доцна во бременоста, незините лекари од Газа ја испратиле овде на итно лекување, непосредно пред почетокот на војната во октомври. Денес незините близнаци Абдула и Одеих се здрави 5-месечни бебиња. جوزي حكى لي اياها اذا Би انت сакала да се вратам во мојот дом. Ако е безбедно да се вратам во северниот дел на Газа, јас би била првата што би се вратила. Но не е безбедно. Мојот сопруг ми рече дека е подобро да не се вратам, иако тој се уште не ги видел своите деца. А каде може да набавам пелени и формула? Многу сум исплашена. Овие жени и нивните бебиња, како и 11 пациенти со рак во болницата во близина, веќе ги спакувале куферите затоа што минатата недела требале да бидат вратени во Газа од единицата на израелската армија која работи со палестинските цивили. Но Организацијата Лекари за човекови права заедно со две други израелски организации за човекови права поднесоа жалба до Израелскиот врховен суд, кој одобри 30-дневен престој, додека израелската армија да ги објасни причините за префрлање на овие пациенти. Овој пациент болен од рак е загрижен за своите внуци во Газа, но се плаши дека ќе биде невозможно да го продолжи лекувањето таму. مدينة غزة يوجد بها حروب. Газа е уништена и тоа е многу опасно. Таму нема начин да се лекува. Црвениот крст ги изнесува пациентите од Газа, а Израел сака да не врати назад. Како е тоа можно? Единицата на израелската армија која работи со палестински цивили вели дека само ги враќа назад пациентите на кои не им е потребна дополнителна медицинска нега. Но од лекари за човекови права велат дека Израел ги доведува во опасност, испраќајќи ги во воена зона. After chemotherapy and radiotherapy, По хемотерапија и радиотерапија, дури ако не мора да имате друг третман во следните 2 месеца, вашето тело е се уште слабо. Вашиот имунолошки систем е слаб. И како што знаете, во Газа целиот здравствен систем е во колапс. Нема функционални болници, лекарите се преоптоварени, не може да лекуваат, болните од рак се испраќаат во странство. Лекувањето за палестинците во источен Ерусалим и израелските болници е целосно платено од палестинската управа. Директорот на болницата Августа Викторија, Фади Атраш, вели дека некои од неговите пациенти изгубиле членови на семејството како и нивните домови за време на борбите во Газа. Тој се надева дека на пациентите ќе им биде дозволено да останат во болница додека не дојде до прекин на огнот. There is a catastrophe in Gaza. From all the points of view, it is. Во Газа има катастрофа од сите гледни точки. Нема храна, нема струја, нема вода, никаде не можат да живеат пристојно. Тие ќе бидат бегалци во Газа. Бегалци болни од рак, во војна без доволно залихи. Тој вели дека повеќе од 750 пациенти со рак од Газа биле планирани да дојдат на лекување во Израел од почетокот на војната. Повеќето заминале во други арапски земји, но некои воопшто не добиваат третман и не знаат кога и каде ќе најдат медицинска нега.